Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1 еве што ќе гледате во него. Велешани се сеќаваат на 24.000 македонски борци кои пред 71 година ги положија своите животи за слобода. Актуелните случувања најмногу се чувствуваат во компаниите од преработувачката, металната и електроиндустријата. Интернационален фестивал на спортски активности во Демиркапија. Со едноминутно молчење и положување свежо цвеќе на спомен костурницата во Велес се одбележа 71 годишнината од победата над фашизмот. Граѓаните се сеќаваат на 24.000 борци кои ја подарија слободата на идните генерации. Велес ја одбележа 71 годишнината од победата над фашизмот. Делегации од општината на спомен костурницата положија свежо цвеќе и со едноминутно молчење им оддадоа почит на луѓето кои ја подарија слободата на идните генерации. Граѓаните се сеќаваат на 24.000 борци кои ги положија своите животи во народно-ослободителната борба. Македонскиот народ покрај борбите кои што ги водеше во Македонија, значи ослободувањето на Македонија беше конечното на 18 ноември 1944 година, меѓутоа со своите единици изразени преку 15-тиот корпус учествуваше и во борбите на Сремскиот фронт, кои што беа клучни борби за истерување и извојување на победа над фашизмот во тој период. Во историските податоци впишани се скоро 400 борци од Велес и Велешко, чии посмртни останки се погребани на спомен костурницата. Ако на 9 мај беше последните куршуми беа пукани во Берлин, во тогашна Југославија борбите завршија на 15 мај. За жал на тој 15 мај и загинаа и последните македонци кои што беа во составот на 15-тиот корпус, македонци од околината на Велес. Постарите граѓани кои го ликуваат делото на македонските борци испраќаат порака ова сценарио никогаш да не се повтори. Да не се повтори тоа што било 41-45 година, затоа што доста млади луѓе загинаа и доста сираци деца останаа, доста куќи се разрушија. Да мислам дека сега во ова време прерасна свеста кај младите и мислам кај сите политичари да не дојде до војна понатака. Денот на победата над фашизмот е и ден на Европа. 5 години по Втората светска војна, на овој ден е презентиран и предлогот за создавање на организирана Европа како опција за одржување на мирот. Да не се уништуваат спомен обележијата кои ја символизираат историјата на македонскиот народ. Ова е пораката која денеска се испрати во пресрет на одбележувањето на 9 мај како еден од поважните датуми во историјата на државата, но и Европа. Да не се уништуваат спомен обележијата кои ја символизираат историјата на македонскиот народ. Ова е пораката која денеска се испрати во пресрет на одбележувањето на 9 мај како еден од поважните датуми во историјата на државата, но и Европа. Да не дозволиме историјата на било кој начин да биде сквернавена, посебно преку овие последно време вандалското однесување кон спомен обележјата на историјата на македонскиот народ. Од и овоја што стоиме пред овој споменик, спомен костурница за загинати борци, овдека лежат коски на македонски борци кои што се бореа за слободата на Македонија. Кај тие борци имаше единствена желба, значи слободна Македонија. И жално е некој да посегне рака и кон оваа спомено обележје, не само кон ова, и кон сите останати обележје кои што символизираат историјата на македонскиот народ. Уништувањето на споменици и културно наследство е казниво со закон. Од 1 до 10 години затворска казна е предвидена во кривичниот законник за оштетување на културното наследство на Република Македонија. Според Законот за прекршување на јавниот ред и мир, од 100 до 400 евра е казната за лице кое е затекнато да пишува или да црта графити.
Актуелната политичка криза удира врз економијата. За сега влијанието на актуелните случувања најмногу го чувствуваат компаниите од преработувачката, металната и електроиндустријата. Политичката криза удира врз економијата. За сега влијанието на актуелните случувања најмногу ги чувствуваат компаниите од преработувачката, металната и електроиндустријата. Од Стопанската комора на Македонија, денеска презентирајќи ги најновите истражувања, искажаа загриженост од информациите за откажување на најавените посети на странските инвеститори. Оние најави за одложување и откажување на веќе најавени посети кои биле планирани за овој период и согласно кои сега не би можело да се очекува дека дополнително би имале склучување на нови договори за соработка, односно веќе странските партнери поради моментот дека можеби нашите компании нема да можат навремено и редовно да вршат испорака на договорените производи и услуги, затоа и не се одлучуваат да ја посетат земјата и значи да се финализираат оние договори кои што биле планирани и биле во тек. Градежништвото и текстилните компании, според истражувањата на Стопанската комора, и понатаму се гранки кои покажуваат позитивни резултати. Добра вест е велот од Стопанската комора дека засега нема откажување на годишните договори. Според економистите, ваквата состојба на долг рок негативно ќе влијае врз поголемото ангажирање на домашните капацитети, зголемувањето на производството, вработувањето и размената со странство. Општина Чашка, Спортското планинарско друштво Зелен рај и Асоцијацијата за пулмонална хипертензија Момент Плюс со организација на дводневен марш за поддршка на лицата заболени од белодробна хипертензија. Дводневен марш за поддршка на лицата заболени од пулмонална белодробна хипертензија организираат Општина Чашка, Спортското планинарско друштво Зелен рај и Асоцијацијата за пулмонална хипертензија Момент Плюс. Целта е да се подигне јавната свест на населението, како и давање максимална поддршка на лицата заболени од оваа ретка болест. Во Македонија се направија некои мали чекори, се стави во регистар болеста, но се уште е само единствен основен лек кој што не ги зафаќа сите пациенти, а на пациентите се повеќе им се влошува состојбата, потребна е комбинирана терапија, а инаку бројката е многу мала. Значи, јас знам за 10 луѓе, од кои некои не сакаат да кажат дека се болни. Ние сме тука, постоиме, треба да бидеме препознаени, а треба да има и рана диагностика, порачаа од Асоцијацијата Момент Плюс до институциите. Маршот за поддршка ќе се одржи на 21 и 22 мај. Да го свртиме вниманието на општествената заедница, на јавноста, дека околу нас постојат луѓе кои што навистина им треба помош. Нашата помош од наша страна да ги анимираме, ќе се искачиме. Покрај поддршката од Општина Чашка, оваа година, освен друштвото Зелен рај, учество на маршот ќе земат и планинарското друштво Бистра од Скопје, планинарското друштво Металург од Велес, АРМ и полицијата, средношколци и граѓани на Велес. Триесет мигранти од Авганистан, Ирак и Конго се пронајдени во автомобил на автопатот Демир Капија Велес. Возачот кој управувал со возилото е приведен, додека по совозачот се уште се трага. Во близина на тунелите на автопатот во правец Демир Капија Велес, полициски службеници вчера во 11 часот забележале товарно возило Мерцедес, управувано од 23 годишен жител на село Танушевци Скопско, кое нелегално превезувало мигранти. Тој на дадениот знак од полицијата првично не го запрел возилото, потоа по неколку километри го запрел возилото пошто побегнал заедно со совозачот од Скопје. Полицијата го привела лицето кое го управувало возилото, а совозачот успеал да избега. По проверката на возилото во просторот за товар се пронајдени 30 мигранти од Авганистан, Ирак и Конго, кои се приведени во полициската станица Неготино. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на совозачот и за целосно расчистување на случајот.
Интернационален аутдор фестивал ќе се случува во Демиркапија од 13 до 15 мај. Ова е одлична можност за нови доживувања за оние кои ја сакаат природата, планините, реките и шумите. Спортскиот клуб Клисура во соработка со општина Демиркапија и годинава го организира интернационалниот аутдор фестивал кој ќе се одржи од 13 до 15 мај 2016 година. Местото каде ќе се одржи фестивалот е уникатната природна убавина во регионот на општина Демиркапија, која што е идеална за сите спортови и рекреации кои што се одвиваат во природата. Целта на фестивалот е зацврстување на дружењето помеѓу сите љубители на природата и спортот. Оние кои ја сакаат природата, планините, реките и шумите, доброто дружење, ова е одлична можност за нови доживувања. За време траењето на фестивалот, сместувањето ќе биде во камп за шатори и во алпинистичките домови и хотелите во Демиркапија, а ќе бидат обезбедени и места за презентација на омилените активности, филмови и слайд-шоуа кои ќе се представуваат на неколку видеопимови. Во рамки на проектот Здрави навики и здрав живот, Советот на млади на општина Велес и студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет организираат турнир во кошарка. Целта на истиот е поттик на младите за активно вклучување во спортот. Една од причините за гојазноста кај младата популација е немањето спортски активности, кои спортските работници ги истакнуваат како најзначајни во процесот на отклонување на вишок од килограми. Токму затоа во рамки на проектот Здрави навики и здрав живот, Советот на млади на општина Велес и студентскиот парламент при Технолошко-техничкиот факултет изминатиот период организираа низ активности, меѓу кои денешниот турнир во кошарка на кој учествуваа средните училишта. Целта за организирање на вакви активности е тоа што спортските истражувањата на спортските работници покажуваат дека неактивното спортување на младите лица допринесува зголемени килограми кај младите и некои болести од неактивно спортување. Така да овој турнир денес е со цел за да ја поттикне свеста кај младите активно вклучување во спортот. Клучно за здравието покрај здравата исхрана е и физичката активност, велат нутриционистите од Технолошко-техничкиот факултет. Здравата исхрана и правилната физичка активност мора да одат рака под рака за да се исполни крајната цел. Со овие спортски активности сакаме да испратиме порака до младите дека покрај здравата храна, дел од здравите животни навики кои што треба да ги креираме и се клучни за нашето здравје е и физичката активност. Затоа им препорачуваме да бидат физички активни повеќе пати во текот на неделата, затоа што на тој начин вложуваат во своето здравје. Турнирот беше со надпреварувачки карактер, каде што прво место беше екипата на гимназијата Кочо Рацин, второ пласирана беше екипата на Средното стручно училиште Димитрија Чуповски, а на третата позиција се најде екипата на Средното стручно училиште Коле Неделковски. Инаку целта на истиот е поттик на младите за активно вклучување во спортот за да го задржат здравието во себе. Помина една година од кобниот 9 мај и антитерористичката акција на македонската полиција, во која 8 на македонски херои го положија својот живот во одбрана на својата татковина. Од 1 јули цигарите поскапуваат за 3 денари, согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари. Вестите од Македонија во продолжение. Денеска се навршува точно една година од вооружената пресматка во Кумановско диво населе. 2 дена македонската полиција војуваше со вооружената група предводена од Мирса Тибек Риза. 8 на припадници на МВР го загубија животот, а 37 беа ранети. Од спротивната страна 10 ги загубија животите. Една година по крвавиот настан им се суди на 29 лица осомничени за сторено кривично дело терористичко организирање. До сега се одржани 3 затворени рочишта поради сослушување на заштитените сведоци. Предложените заштитени сведоци од обвинителството, околу 40 се полициски службеници кои учествувале во акцијата за разбивање на вооружената група. Нарочиштата што беа отворени за јавноста беа изнесени во видните зборови на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и на 29 обвинети и нивните адвокати, а беа сослушани и 10 сведоци предложени од обвинителството.
Од 1 јули цигарите ќе поскапат за 3 динари по кутија. Ова е согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари. Во продавниците низ Македонија, новата повисока цена треба да почне да се применува на стартот од летото, доколку производителите не решат тие да ја компензираат. Ова е последно зголемување на цените за 3 динари по кутија. Согласно планот од наредната година, цигарите ќе поскапуваат по 4 динари годишно. Ваквиот тренд на покачување за 8 години драстично ќе ги покачи цигарите во земјава, кои се очекува да надминат 2,5 евра по кутија. Двајца египетски полицајци и тројца припадници на Исламска држава синоќа се убиени во престрелка во северниот дел на Синајскиот полуостров. Северна Кореја одлучи да го зајакне дополнително својот нуклеарен капацитет. Ова е светот денеска. Во северниот дел на Синајскиот полуостров во престрелка синоќа се убиени двајца полицајци и тројца припадници на Исламска држава. Контролен пункт на египетски сили за безбедност биле нападнати од група терористи. По соборувањето од власт од страна на армијата на председателот исламист Мохамед Морси во јули 2013 година, Египет беше преплавен од невиден бран насилство. Најкритична точка во земјата стана Северен Синај, каде нападите на джихадисти против војската и полицијата се секојдневие. Како резултат на тоа беа убиени стотици припадници на египетските сили за безбедност. Одлука за натамошно зголемување на нуклеарниот капацитет на земјата донесе Конгресот на владеачката работничка партија на Северна Кореја. Државната информативна агенција КЦТА објави дека Северна Кореја ќе го зајакне дополнително својот нуклеарен капацитет за самоодбрана, како во квантитет, така и во квалитет. Пјонгјанг ќе користи нуклеарно оружје само доколку постои закана за нејзиниот државен суверенитет од друга земја. Одлуката е донесена на третиот ден од Конгресот на работничката партија по направениот преглед на работата на Централниот комитет. Ким Джонг Ун претходно изјави дека неговата земја ќе користи нуклеарно оружје само доколку постои закана за неа од друга нуклеарна сила. МЗТ Скопје со победа над Фени Индустри во Кавадарци. Кливленд обезбеди финале. Новак го доби мастерс турнирот во Мадрид. Еве ги спортските вести. Фени покрај одличната игра и водството кое го имаше цели 3/4, сепак не успеа да оствари победа над МЗТ Скопје. Избраниците на Љупчо Малинков имаа за што да жалат, особено ако се земе во предвид нивното одлично издание, сепак победата им се лизна од раце. Иако повторно беа без помошта на повредениот Кире Николовски, кошаркарите на Фени одиграа одлично во овој дел од надпреварот, поведувајќи со 41:29 во 16-тата минута. Медалците намалија на 45:40, но Фени Индустри повторно притисна во третата четвртина и одново имаше 10 поени предност, с 64:54. Сино-белите последната четвртина се разбудија и го превзедоа водството во своји раце, за на крај да триумфираат со 87:91. Подолгата клупа го реши надпреварот, има повеќе играчи во ротација, немавме одлука за високиот Луковиќ, кој што имаше на крај заврши со 31 поен, 10 офанзивни скокови и 7-18 скока. Дадовме максимум, пробавме све, одигравме еден добар надпревар, каде што се покажавме како достоен противник, а ни фали тие, се покажува дека ни фалат играта подобрачна, центарската игра. По вчерашната тешко извојувана победа, кошаркарите на актуелниот шампион поведоа со 2:0 во серијата подобар од 5. Постојано после првата лоша четвртина каде Фени избега за 10 поена, постепено пробувавме да се вративме на неколку наврати, меѓутоа со одлични прецизни удари за 3 поена Фени го одржуваше водството скоро во текот на целиот надпревар.
Можам да кажам дека имавме лоша вечер што се однесува шутерска, меѓутоа ако ги погледнеме другите статистички бројки, имавме 45 скока. Во главна улога во салата Јасмин во Кавадарци беше гостинскиот центар Урош Луковиќ, по чии забивања настрадаа обрачите, и тоа во 3 наврати. Тој имаше дабл-дабл учинок од 31 поени и 17 скока, додека кај Фени најефикасен беше Карло Враговиќ со 25 поени, а и Вилја со 20 поени. Па не, како што можете видите, нас има 6-7 играча, играмо едноставно. Ние играме само со 6-7 играчи. Целта ни е да влеземе во полуфинале, но веќе се потрошивме против Кожув. Имаме дефицит на центар и многу повредени играчи. Се држиме колку можеме. Ќе дадеме се од себе, иако единствено само јас стоем на нозе. Тамо ćemo isto dati sve od sebe, pa što bude, stvarno ne znam. Evo, ja jedva stojim na nogama. Наредниот меч од полуфиналната плей-оф серија меѓу МЗТ Скопје и Фени се игра во Скопје, а датумот на одигрувањето ќе биде дополнително одреден. Денеска имавме сончево време со умерена облачност и слаб јужен ветер. Во текот на ноќта можни се краткотрајни дождови. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1.